Демократската унија за интеграција вчера ги обелодени изборните листи. Лидерот на партијата Али Ахмети ќе биде носител на кандидатската листа во 6-та изборна единица. Во првата е Артан Груби, во втората Ејуб Халими, во третата Нафи Дурмиши, во четвртата Артан Спахиу, во петтата Агим Шачири, а во седмата Джевдет Спахиу. Носителите на листите за престојните избори ги објавија и од Демократската партија на албанците. Лидерот Мендух Тачи традиционално е во 6-та изборна единица. Коалицијата составена од Демократскиот сојуз, Фродем, Демос и Моро работничка партија ги представи своите кандидати. Павле Трајанов, Јове Кекеновски, Весна Стојменовска, Слободан Богојски, Александар Делов и во шестката Бранко Мајсторовски. Социјалдемократскиот сојуз на неделниот конгрес ги објави листите според кои за носители во 6 изборни единици се утврдени Стево Пендаровски, Оливер Спасовски, Љупчо Николовски, Зоран Заев, Радмила Шеќенинска и Петре Шелегов. Иако се уште нема потврда, се очекува на листите на ВМРО ДПМН да нема големи изненадувања. На избори се очекува да излезат со речиси истата постава како за изборите што требаше да содржат на 5 јуни. Како што пренесуваат дел од медиумите, лидерот на партијата Никола Груевски речиси сигурно ќе биде носител во првата изборна единица. Министерот за надворешни работи Никола Поповски во втората, Илија Димовски во третата, министерот за здравство Никола Тодоров во четвртата, Антонио Милошовски во петтата и Владко Ѓорчев во 6-та изборна единица. Кандидатските листи треба да бидат разгледани и потврдени од членовите на Државната изборна комисија во рок од 48 часа од моментот на доставувањето, односно до недела на полноќ. Доколку се констатираат неправилности, учесниците во изборите треба да ги отстранат во рок од 48 часа. Жребувањето за редоследот на листите треба да се одржи на 20 ноември. На полноќ истекува и рокот за доставување имиња на тројца кандидати од диаспората, што за овие избори наместо во 3 ќе бидат сместени во една изборна единица.